Почитувана колежке, мислам дека имате намера по секоја цена да ја терате седницата, без разлика што немате деловнички можности. Многу јасно и децидно пишува во членот 125 во ставот 3. Матичното работно тело зазема став по мислењата и предлозите на заинтересираното работно тело. По истиот член, не случајно ви го прочитав и ставот 1, каде што вели предлозите на законите и другите акти ги разгледуваат матичното работно тело и законодавно-правната комисија. Сега, ние како основно, мислам како матично работно тело, која ќе е целта ако од изгласување по ваше мислење, завршување на ова седница на работното тело, после тоа ги разгледуваме мислењата на заинтересираното работно тело. Според вас, најпрво треба сите предлози на закони да одат на законодавно-правна комисија, потоа да се враќат на матичното работно тело, кое што впрочем законодавно-правната комисија потоа ги носи. Меѓутоа, колешке, овде јасно и децидно е дека мора на матичното работно тело да зазема став по однос на мислењата. Ние ниту имаме доставено, ниту го знаеме мислењето. Истата комисија, знаете дека имаше седница со Бајлево, значи ве замолувам најкултурно да ја прекинете седницата до доставување на ова мислење, да заземеме став за да можеме деловнички да бидеме покриени, да не го кршите деловникот како и секогаш што постапувате и на сила сакате ова законско решение да го протнете во оваа комисија, бидејќи впрочем и многу тешко можете да обезбедите мнозинство, сега кога го обезбедивте гледате на мала врата да ги поминете сите овие работи. Благодарам.